природата на тоа влијание е она што се доведува во прашање. Тоа влијание може да биде исклучително конструктивно. Една етничка заедница, нели, која не е предоминантна, која да речеме малцинска, може да биде мост на поврзување или мост на разделби и поларизација помеѓу две соседни држави. Се зависи како се постава политичкиот дискурс и колку односите помеѓу тие две држави се поставени на здрави нозе. Јас искрено не мислам дека проблемите помеѓу македонците и албанците ги предизвикува Република Албанија. Напротив, имам впечаток дека Република Албанија барем во последните 20 години игра една исклучително конструктивна улога. Како што и повеќето од нашите соседи играат. Меѓутоа еве сега имаме сосема спротивно искуство со Република Бугарија, каде што за еден помал број на представници на бугарското малцинство, околу 3000, 3500, колку год да беа на последниот попис, се прави толков проблем и се политизира тоа прашање, кој јас не го сакам баш тој збор. Се може да се политизира и политизирањето може да биде и добро, меѓутоа овде го употребувам во пежоративна смисла и се прави една точка на деструкција и на разделување помеѓу двете општества која пак нема своја рефлексија од таа страна на границата, затоа што македонското малцинство станува непризнаено. Се додека е тоа јавно, се додека не се крие, се додека е во склад со уставот и законите на Македонија, јас не гледам некој поголем проблем, бидејќи тоа влијание ќе постои, тоа влијание е прилично евидентно и тоа што не се крие по мене е добро, заради тоа што кога нешто се сокрива и кога нешто се работи, како велиме ние народски подежито, изгледа субверзивно. Вака кога нешто е јавно, например, како начинот на кој работи ТИКА, да речеме, каде какви проекти спонзорира, над 500 проекти во последните, не знам, 7-8 години и така натаму, тоа е информација од нивниот официјален вебсайт. Се додека тоа се проекти кои се во склад со она што се закони и устав во Македонија, не е навистина голем проблем. Постои секогаш опасност тоа да се злоупотреби и таа опасност не можете до крај никогаш да избегнете. Мека моќ, јас мислам дека од сите држави во моментов најмногу имаат. Добро, албанската заедница се разбира, тоа се Албанија и Косово, меѓутоа Србија и Турција. Другите за руска, кинеска мека моќ не сум сигурен дека уште може да се говори, меѓутоа од овие држави кои имаат значајни малцинства во кај нас, тоа се тие држави кои може да остварат некаква. Бугарија очајно се обидува, меѓутоа мислам дека колку поише се обидува, толку помалку успева. Го избра погрешниот пат, затоа што тргна многу агресивно, нападно, со вето, со уцени, нешто што кај мнозинската заедница и не само кај мнозинската заедница, дури кај добар дел од другите етнички заедници предизвикува револт и предизвикува едно незадоволство. Јас имам и од албански интелектуалци чуено многу негативни перцепции за тоа како бугарското малцинство во крајна линија Еди Рама беше крајно критичен кон политиката на Бугарија. Тоа прилично кажува и албанците како се чувствуваат во регионот во однос на бугарската политика. Така да подобро е со мека моќ. Во секој случај поуспешни ќе бидете. Тоа се вика освојување на срцата и душите на луѓето и на Бугарија во еден момент добро и одеше. Воопшто не ми е јасно зошто требаше да смени тактиката, која се покажува комплетно неуспешна, се покажува како тактика која прави страшен револт кај мнозинската етничка заедница, повторувам и не само кај мнозинската, и прилично општеството дава отпор, иако ставањето на бугарите во устав и не е некакво табу големо, секој се плаши од она што би можело после тоа да следи. Така да меката моќ е секогаш подобра тактика, она што го прави Србија, например во Македонија, она што го прави Турција во Македонија. Косово и Албанија го прават подиректно затоа што имаат свој, да речеме, свој прокси некаков во албанската заедница тука. Меѓутоа тоа не нужно, реков, треба да не плаши или да го сметаме за деструктивно. Нормално е мајката држава да ги штити своите припадници на народот, нели, кои живеат во други држави, нешто од кое ние за жал моравме да се откажеме заради политички компромиси, што значи дека меѓународната политика ниту е фер, ниту е еднаква за сите, ама тоа е светот во кој живееме и ќе мора да се навикнеме.